Нема повеќе голи грбови, кратки сукни, искинати фармерки и мајци на рамки. Штипското медицинско училиште воведе правило на облекување. Би сакала да истакнам дека по примерот на колегите од гимназијата од Прилеп и ние како училиште го воведовме задолжителниот дрес код со цел учениците пристојно да се облекуваат и да изгледаат како вистински ученици во училиштето, за да не се доведуваме во ситуација да казнувам. Дрес кодот од моментот кога е истакнат на сите видни места во училиштето, учениците го почитуваат и немаме проблеми околу облекувањето. Учениците се согласни дека правилникот бил потребен и е соодветен за вообразовна институција. Па јас мислам дека новиот дрес код на облекување е исто така битен, но малку мислам дека е превише строг, конкретно за носењето тренерки. Например, има некои по-спортски типови кои сакаат да носат тренерки плюс имаме нели спорт и сакаме не можеме да лагаме цело време во фармерки и во неугодна облека. Мислам дека треба да се смени и да биде малце по-лабав. Сепак, некои од нив имаат и предлози за олабавување на правилата. Јас мислам дека дрес кодот во училиштето е потполно во ред, затоа што ипак тоа е јавно установа и не може секој да се облекува на свој начин, како што се скинати фармерки, кроп топови и друга не културна облека за што е за училиште. Според мене дрес кодот исто така сосем во ред. Истото мислење оделим со Софија, не може секој како што сакам да доаѓа. Директорката Марија Николич потенцираше дека секогаш се отворени за прифаќање на предлози и идеи кои ги имаат учениците. Секако дека секоја добронамерна идеја е добре дојдена и секогаш сме отворени за да ги сослушаме идеите на учениците и се што е во наша можност да им го обезбедиме и секако да го спроведем. Прво училиште кое воведе ваков правилник беше гимназијата во Прилеп.